Книга на пророк Малахија, глава 1. Пророштво. Господово слово до Израел преку Малахија. Ве љубев вас, зборува Господ, а вие прашувате, во што не љубеше? Не беше ли Исав брат Јаковов, говори Господ, но го возлюбив Јакова, а Исава го замразив. Му ги претворив градовите во пустина, а неговото наследство им го дадов на пустинските шакали. Зошто ако Едом рече, бевме здробени, но пак ќе ги подигнеме урнатините, Господ над војските говори вака, тие нека градат, а јас ќе разградувам. Ќе ги наречат безбожничка земја и народ, на кого Господ се срди довека. Вашите очи ќе видат и ќе речете, Господ да се возвеличи преку границите на Израелевата земја. Синот го почитува таткото, а слугата господарот. Но ако сум јас татко, каде е почитувањето кон мене? Ако сум господар, каде е стравото од мене? Тоа ви говори Господ над воинствата вам, свештеници, кои го презирате моето име, а прашувате, со што го презревме твоето име? Принесувавте обесветен леп врз мојот жртвеник и уште прашувате, со што те обесветивме? Со тоа што велите Господовиот стол е неважна работа. А кога за жртва принесувате слеп добиток, зар тоа не е зло? И кога принесувате хромо и болно, зар тоа не е зло? Донеси му нешто такво на својот намесник. Дали ќе биде задоволен и дали ќе те прими добро? Говори Господ над воинствата. Сега, помолете се на Бога, за да ни се смилува. Тоа го донесуваат вашите раце. Дали ќе ве прими добро? Зборува Господ над војските. О, кога некој од вас би ја затворил вратата, за да не ми палите напразно оган врз жртвеникот. Не сте ми мили, говори Господ над воинствата, и не примам жртва од вашите раце, зашто од исток до запад велико ќе биде моето име меѓу народите, и на секое место ќе се принесува темјан и чиста жртва на моето име меѓу народите, говори Господ над воинствата. Но вие го сквернавувате кога зборувате, Господовиот стол не е почитуван и храната врз него не е за ништо. Уште велите, ете штета на трудот и го презирате, говори Господ над војските. Кога доведувате ограбена, хрома и болна стока, та ја принесувате како жртвен дар, зар да го примам тоа милостиво од вашата рака, говори Господ над воинствата. Проклет да е измамникот, кој во стадото има овен, што ми го заветувал, а ми жртвува јалова овца. Зошто јас сум велик цар, зборува Господ над воинствата. И моето име е страшно меѓу народите. Глава 2. А сега ви заповедам, свештеници, ако не послушате, ако не земете на срце да го прославите моето име, зборува Господ над воинствата, ќе испратам клетва врз вас и ќе го проколнам вашиот благослов, и веќе го проколнав, зошто не го зедовте тоа на срце, и ќе ви ја скршам раката, ќе ви фрлам нечистота во лицето, нечистотата на вашите празници, и ќе ве отстранам заедно со нив. Потоа ќе знаете, тоа беше моја опомена, за да остане мојот завет со Левии, зборува Господ над војските. А мојот завет со нив беше завет на живот и мир. Јас му ги дадов за страв и тој се плашеше од мене, го почитуваше моето име. Законот на вистината беше во неговата уста, немаше вина на неговите усни. Одеше по мене во мир и справедливост и мнозина одврати од грев. Да, свештениковите усни треба да го чуваат знаењето, а од неговата уста треба да се бара законот, зашто тој е пратеник на Господа над воинствата.
Но вие застранивте од патот, направивте мнозина да се сопнуваат од законот, го изгазивте Левиевиот завет, зборува Господ на двоинствата. Затоа направив да ве презираат и да ве понижуваат сите народи, зашто не се држевте за моите патишта, туку бевте пристрасни, применувајќи го законот. Немаме ли сите еден татко? Не создаде ли еден Бог? Зошто сме тогаш неверни еден на друг, та го осквернуваме заветот на своите татковци? Јуда изневери, направија срам во Израел и Ерусалим, зашто Јуда ја оскверни светината, која Бог ја љубеше, и се ожени со ќерката на туѓ Бог. Секој кој ќе направи така, ма кој да бил тој, Господ нека го откорне од Јакововите шатори и од сред оние кои му принесуваат жртва на Господа над војските. И вие го правите уште ова. Го залевате со солзи Господовиот жртвеник, со плач и ридање, зашто тој веќе не погледнува кон приносот. Тој не му е угоден од вашите раце. И вие прашувате, зошто? Зашто Господ беше сведок меѓу тебе и жената на твојата младост, на која и си неверен, иако ти беше сопруга и твоја законска жена. Не направи ли тој едно? Освен тоа, остатокот на духот е во него. А што е тоа едно? Тоа што тој бара Божјо потомство. И така, почитувај го својот дух и не биди и неверен на жената на својата младост, зашто јас го мразам напуштањето на жената, зборува Господ, Израелевиот Бог, и оној кој со неверство ги валка своите облеки, говори Господ на двоинствата. И така, внимавајте на својот дух, не бидете вероломни, му досадувате на Господа со своите зборови, а прашувате, со што му досадуваме? Со тоа што зборувате, сите кои прават зло, добро се видени во Господовите очи, и таквите му се мили, или каде е Бог на правдата? Глава 3. Еве го испраќам мојот гласник за да приготви пат пред мене, и ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ, кого вие го барате, и ангелот на заветот, по кого копнеете. Еве го, веќе доаѓа, говори Господ на двоинствата. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Зашто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот и ќе заседне како оној кој топи и пречистува сребро. Ќе ги очисти Левиевите синови и ќе ги претопи како златото и среброто, за да му принесат на Господа жртва во правда. Тогаш приносот Јудин и на Ерусалим ќе му биде мил на Господа, како во древните денови и како во првите години. Ќе дојдам при вас на суд и ќе бидам подготвен сведок против вражалците и прелюбниците, против оние кои се колнат лажно, против оние кои задржуваат од платата на работникот, вдовицата и сирачето, против оние кои го газат правото на странците и не се бојат од мене, говори Господ на двоинствата. Зашто јас, Господ, не се менувам, затоа вие, Јаковови синови, не бевте уништени. Од времето на своите татковци одстапувате од моите заповеди и не ги чувате. Вратете се при мене и јас ќе се вратам при вас, говори Господ на двоинствата. Прашуваат, како да се вратиме? Смее ли човек да му задржува на Бога? А вие ми задржувате мене и прашувате, во што ти задржуваме? Во десетокот и во приносот. Удрени сте со проклетство, зашто ми задржувате вие сиот народ. Донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ над војските,
Неке ли ви ги отворам небесните брани и неке ли излеам врз вас благослов со полна мерка? Нема ли заради вас да му забранам на скакулецот, за да не ви ги расипува веќе посевите и за да не ви биде неплодна лозата во полето, говори Господ на двоинствата. Тогаш сите народи ќе ве сметаат за среќни, зашто ќе бидете земја на блаженството, говори Господ на двоинствата. Дрски се вашите беседи против мене, вели Господ. Вие сепак прашувате, што сме зборувале меѓу себе против тебе? Зборувавте, напразно е да му се служи на Бога и каква е полза дека ги пазиме неговите прописи и одиме жалосни пред Господа на двоинствата. Отсека ќе ги наречуваме среќни горделивите, напредуваат оние кои прават зло, иако го искушуваат Господа, се извлекуваат, но кога разговараат оние кои се плашат од Бога, Господ внимава, ги слуша и тоа се запишува пред него во спомен книгата во полза на оние кои се бојат од Господа и кои го почитуваат неговото име. Мој ќе бидат, моја печалба, говори Господ на двоинствата. Во денот што го подготвувам, ќе им бидам милостив, како што таткото му е милостив на синот кој му служи. И тогаш пак ќе го разликувате праведникот од грешникот, оној кој му служи на Бога од оној кој не му служи. Глава 4. Зашто еве, доаѓа ден вжарен како печка, горделивите и злосторниците ќе бидат како плева, денот кој наближува ќе ги изгори, говори Господ на двоинствата. Та нема да им остави ни корен, ни гранче, а вам, кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата, со здравје во крилјата, и вие ќе излегувате подскокнувајки како телиња на пасење, и ќе ги газите беззакониците како прав под нозете во денот што го подготвувам, говори Господ на двоинствата. Спомнете си за законот на Мојсеја, мојот слуга, кому на Хорив му ги пропишав законите и уредбите за сиот Израел. Еве, ќе ви го испратам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден, ден голем и страшен. Тој ќе ги обрне срцата на татковците кон синовите, а срцата на синовите кон татковците, за да не дојдам и да не ја удрам земјата со проклетство.